Ги памтам процесите од почетокот на демократизацијата овие 35 години. Памтам распад на Албанија и граѓанска војна. Тоа беше само на хартија беше држава. Буквално северот и југот на таа држава беа расцепени надвор од контрола на државата. Ја лично го осеќам како пораз на нашата генерација, ова што ни се случува во реалноста, да таа држава го отвори последниот кластер, а ние абер да немаме од ништо. И цело време ние сме жртви, цело време сите се против нас. Цело време имаме некакви салонски политичари кои што глумат во своите јавни настапи и едва чекаат да заврши тоа за да се повлечат во удобноста на кабинетите. Од тоа што немавме политичари кои што ги решаваа овие проблеми. Првите предлози беа промената на името да биде само за надворешна употреба, ќе имавме дома непроменет устав, непроменето име, непроменети лични документи, ќе ги предухитревме некои критериуми што настанаа подоцна во Европската унија. До сега ќе бевме најмалку таму каде што е Хрватска по пристапот кон Европската унија. Греот е за овој народ кој што му пројде цела една генерација, немаше можност да живее нормално. Цело време избираме по принцип на негативна селекција. Знаеш како викаат сега странци? Не го сменивме ние уставот. Вие си гласавте у собрание. И управо се. Кога немаше луѓе што ќе кажат давам оставка, не гласам. Идам у затвор, Бети, тие другите што беа, требаше да идат у затвор. Немаше да се смени уставот.